Би сакал на почетокот да потенцирам дека активностите на Народниот правобранител на Република Македонија од страна на Собранието на Република Македонија добиваат континуирана поддршка, без разлика на мандатниот состав и кои пратеници се во опозиција, кои пратеници се во власт. Значи и во овој мандатен период, со задоволство можам да кажам дека сите буџетски ставки кои што се однесуваат на работата на Народниот правобранител добивале поддршка од опозицијата. Сме дале поддршка на измените на законот со кои што се прошируваат надлежностите на Народниот правобранител и сме дале поддршка и на измените на законот со кои што се воведува и овој нов концепт на механизам за граѓанска контрола во рамки на институцијата Народен правобранител. Ние сметаме дека Народниот правобранител е значајна институција. Во последниот период од 5, 6, 7 години Народниот правобранител покажа дека во детали може да ги следи активностите на сите државни институции кои што на некој начин, намерно или ненамерно, ги прекршувале човековите права. Добиваме добри извештаи, она што сме го забележувале континуирано и пред 6 години, и пред 3 години и денеска, е неефективноста во фоллоуапот, односно во следење на превземените мерки по повод извештајот на Народниот правобранител. Че оно што сме го гледале во собрание, сме констатирале одредена состојба и тука зборам надвор од временската рамка на поделба на власта предходно и после промената на власт или после следните избори со новата промена на власта. Она што недостасува во ефикасноста од таа институција е следење на активностите на институциите после донесување на извештајот. Јас неколку години поред во дискусиите поврзани со извештајот на Народниот правобранител сум барал и попрецизен табеларен преглед и генерализирање на забелешките на Народниот правобранител, кои што пак произлегуваат од жалбите кои што стигнуваат по граѓаните. Пред 3-4 години најголем дел од поплаките беа поврзани со работните места, последната година најголем дел од поплаките беа поврзани со функционирање или нефункционирање на правосудниот систем. Она што недостасува е конкретни заклучоци на собранието и конкретни активности, ако сакате и на собранието. Ако Народниот правобранител, кој што ние сме го избрали и сме му дале мандат во име на парламентот, односно во име на граѓаните, да се бори за заштита на граѓаните, дошол тука во собрание и ни потенцирал дека правосудниот систем е под контрола на извршната власт, посебно потенцирано во делот на управниот суд. Така беше. Еве се обидувам да не ја ширам премногу дискусијата, за да не бидам сватен погрешно дека под плаштот на една критика сакам да ставам и други. Но и генералната забелешка на Народниот правобранител како институција е дека правосудниот систем е под контрола на извршната власт. Она што недостасува, почитувани колеги, е разработување на таа проблематика. Ние не сме донеле наша обврска со која што ќе кажеме дека првите 3 генерализирани најкрупни тематски забелешки на Народниот правобранител ќе ги разгледаме бар на надзорна расправа. Ќе донесеме заклучоци и ќе предложиме мерки со кои што одредени институции ќе ги задолжиме во своето функционирање или нефункционирање. Ако така ни кажал Народниот правобранител и сме го изгласале тоа, сме го прифатиле, односно сме го прифатиле неговиот извештај. Дали ние организиравме надзорна расправа по повод извештајот на Народниот правобранител? Дали го повикавме Републичкиот судски совет тука да ни даде образложение зошто Народниот правобранител нас ни вели дека правосудството е под контрола на извршната власт? Да дадеме можност и на Републичкиот судски совет да се произнесе дали е така? Дали сме ја повикале министерката за правда па да ја прашаме што вие, господјо министерке за правда, 2 години направивте за да ги намалите забелешките на Народниот правобранител? И зошто ништо не сте направиле? Или зошто би предпоставиле ние дека ништо не сте направиле, ако Народниот правобранител ни кажува дека се влошуваат состојбите во однос на контролата на извршната власт врз правосудството? Дали сме повикале председатели на основни судови? Да повикаме господинот Джолев. Да прашаме зашто не е почитуван член 80. Сега ќе пиштиме, ќе вриштиме експертите на СДСМ, ќе пиштат по 2 дена, по 3 дена, зошто се разрешуваат судиите поротници, кои што наполниле по 62, 63, 64 години, и ќе викаме дека се руши праведната системот на правда, ќе паѓаме во несвест сите,
Но некој таму во судот не го прочитал член 80. И ќе ни биде друг крив. Не било постапувано. И граѓаните ќе добиваат впечаток дека тоа се правило по нарачка од извршната власт. Од тој аспект, ценам дека собранието не е на ниво на задачата во однос на активностите кои што ги има народниот правобранител. Ако пред 5-6 години имавме критики кон институцијата народен правобранител дека не доволно педантно ги добиваме овие позиции, денеска слободно можам да кажам дека собранието недоволно го користи извештајот на народниот правобранител. Ние се занимаваме со се и се што, еве денеска не фана и наед, заради една точка која што ја баравме ние се однесуваше на заштита на животната средина и последиците од аерозагадувањето. Денеска мнозинството беше спремно дневниот ред да го гласа во 8:30 сатот, само да не се дозволи таа точка. Тоа е кога се занимаваме со небитни работи, со процедури, со вака било, така било, па кршиме деловник, па ги влечеме расправите, па докажуваме кој е во право, глумиме големи мажи или мали мажи или така натака. Наместо тоа, никој во ова собрание не му текна да формира работна група составена на крос-парти, меѓупартиска основа, да извлече бар 5 или 10 заеднички заклучоци по извештајот од народниот правобранител. Дај да ги дефинираме кои се 5 најсериозни забелешки на народниот правобранител. Ако е тоа правосудството, ако е тоа принципот на партизација на управните служби, ако се тоа злоупотреби од Министерството за внатрешни работи во смисла на третирање на граѓаните, ако се тоа правата на граѓаните по однос на социјална заштита, ако се тоа проблемите кои што ги имаат граѓаните со предшколското образование, знаете дека и тоа е сериозно опфатено во извештаите на народниот правобранител, да ги дефинираме тие 5 теми и да поработиме малце на тоа. Да поработиме малце на тоа. Така работат демократиите кои што се сериозни демократи. Значи, за секоја клучна тема во Америчкиот конгрес, во Британскиот парламент, во Германскиот парламент, се случува токму тоа. Се случува токму тоа. За секоја значајна тема од интерес на јавноста, во овие парламенти од кои што треба да црпиме искуство, се работи така. Јавно пред граѓаните, но во работни групи и во рамки на комисии. Секоја комисија, почитувани колеги, ако добро го прочитате деловникот, има право да ангажира 2 експерти. Но секоја комисија исто така во рамки на својот делокруг на активности има право и да формира работни тела од составот на своите членови. Дали тоа ќе бидат 2, 3, 5 души, така натаму. Комисијата за политички систем, ако не се лажаме, надлежна за овој извештај. Еве апелирам да не биде дека критикува, заради тоа што таквата состојба се влече со години, не сакам да се свати дека само во овој мандат. Еве предлагам Комисијата за политички систем да формира работна група од 3 пратеници, кои што ќе извлечат 5, 7, 9 забелешки од народниот правобранител и ќе подготват принцип по кој што ние ќе треба да ги адресираме тие забелешки, да покажеме дека сме го слушнале народниот правобранител. Инаку, ако е формирано, тоа е одлично, но пред недела дена, одлично. Но да видиме резултат. Одлично, баш ме радува ако е навистина формирана по овој принцип. Се надевам дека е одмешан состав во смисла на уклученост на власт, опозиција, пратеници од различни ентитети, породова и така натака, и да не ги бројам. Значи, тоа е принципот по кој што треба да работи. Еве да охрабрам и Комисијата за политички систем, ако веќе е формирала такво работно тело, да размисли за надзорна расправа бар за една или две од тие теми кои што тоа работно тело ќе ги предложи. Па да влеземе во детали. Да влеземе во детали. Ајде да им дадеме можност на сите овие кои што се повикани, ако правосудството е најпроблематична тема, ајде да им дадеме можност на сите засегнати страни, Републички судски совет, Основен суд, апелација, Министерство за правда, ако сакате јавно обвинителство, странки во постапки, да им дадеме можност да ни отсликаат ситуацијата и да ја видиме во реалност.
па да донесеме правилни заклучоци. Да го задолжиме ние Министерството за правда какви измени на законите треба да предложи. А не обратно. А не Министерството за правда да кажува дека Собранието мора на таа и таа седница да стави таква и таква точка на дневен ред, па дури да му кажува и на господин Талат Джафери како треба да постапи. Тоа не треба така. Треба обратно. Затоа Комисијата за избори и именување го разгледа конкурсот околу механизмот за граѓанска контрола. Беа предложени од една од колешките членови на комисијата, беа предложени овие три невладини организации кои што висе во материјалите, да бидат составен дел од овој механизам. Тука морам да кажам дека одлуката помина, ако не се лажам, со 7 гласа за, 6 пратеници не гласа. 6 пратеници кои што не гласаа беа од ВМРО ДПМН. Да искористам можноста како председател на комисија, но и како пратеник од ВМРО ДПМН и предлагач на оваа точка, да кажам 2-3 збора зашто не гласавме. Тоа е не дека имаме адхок недоверба кон сите три или кон две или кон макар едно од овие невладини организации, не е така. Не сакаме да гарантираме пред време поддршка без да видиме кои ќе бидат лицата кои што ќе бидат предложени во име на овие невладини организации. Ние ги бираме невладините организации, а тие ќе од рамките на својата структура ќе си предложат кандидати. Дел од нив во постапка има и посочено на кои размислуваат. Јас би апелирал до овие невладини организации за да има некаков простор за соработка и со целокупниот спектрум на политичката сцена, но и за да биде прифатено ова тело како нешто ново и нешто што ќе има доверба од сите граѓани, кои што имаат помала или поголема доверба кон едните, другите, третите, четвртите и така натака, да размислат два пати дали дел од имињата кои што беа посочени во тој список, неформално, навистина треба да се најдат во оваа листа. Би апелирал до овие три невладини организации, веројатно ја следат седницата или ќе се заинтересираат или некој од колегите ќе им пренесе, да внимаваат колку што може повеќе, колку што можат повеќе, предлозите на имиња, секој од овие три, по едне, да бидат бар перцепирани од јавноста неутрално. Че господјата Маргарита Цаца Николовска не може да... Не е она. Од Хелсиншки кој е? Ама од Хелсиншки кој е предлога? На тоа мислев. Еве, ајде да не спомнуваме име. На тоа мислев, ме разбирате. Значи, еве да не злоупотребуваме имења, да го дистанцираме тоа, да го сведеме апелот на кореката, на вистина и искрен апел. Сега не сакам да спомнувам имења и да делам епитети кој каде е на која страна. Значи, не е принципот дали предлогот кој што една од колешките го спомна е добар или не, дали е квалитетен или не, има искуство или не, велиме дека сето тоа е окей. Така? Велиме дека сето тоа е окей. Немам долгогодишен активист, граѓански права и така натаму. Нема дилема. Проблемот е во перцепцијата на барем половина од јавноста во Република Македонија кон тој кандидат. Значи во перцепцијата. Оваа институција не е политичка институција. Народниот правобранител не е политичка институција. Овој механизам за контрола на работата на народниот правобранител исто така не е политичка институција. Да, министар треба да е политичар. Дури ја многу пати сум реагирал кога нешто ни се представува, овој дошол од Австрија, многу знае јазик, знае ово. Не, секој што ќе седне на политичка позиција во парламент, во влада, треба да добие легитимитет од граѓаните, треба да си го заслужи тој легитимитет на избори. За тоа многу пати сум зборил. Но за ова ве молам, односно ги молам невладините организации, за да немаме принцип на недоверба кон институцијата Народен правобранител, а тешко ја градиме и во овој момент сме на солидно ниво, и за да немаме недоверба кон оваа нова алатка во рамки на институцијата Народен правобранител, да внимаваат предлозите на имења кои што ќе одат до Народниот правобранител да бидат перцепирани од јавноста како политички неутрални, за да имаме некакво
разбирање и можност да градиме доверба кон институцијата и понатаму. А овие имења кои што се спомнуваа во материјалите, секако ќе имаат форма и начин како да ги артикулираат своите ставови и да помагаат странично на институцијата. Благодарам, господин Джуков.